Готово, крај, да, се сврши. Велат дека Бах, кога ги завршил своите дела, на крајот се подпишувал или ги подпишувал со една кратенка СДГ или кратенка на фразата Соли Део Глорија, само на Бог да биде славата. И можеме да си го представиме задоволството што го искусвал кога некој така сложно музичко дело ќе го заврши пред да го остави перото во мастилницата и така да се наслади, ќе напише само на Бог да е славата. И во тоа е вклучено задоволство. Има задоволство кога ќе се заврши некое дело. И нашата народна поговорка со право вели дека крајот го краси делото. Јас често пати употребувам поговорки, тоа нарочно ги употребувам зашто гледам дека младите не ги знаат народните поговорки. Ние ги учевме на времето, но не се запознаени, се многу важни, се има многу вистина во тие поговорки. Зашто не е само да почнеш некоја работа, важно е да ја завршиш. Ако не ја завршиш, напразна е работата. Нема никаква полза од таа работа. Има една парабола Господ Исус, за човекот кој почнал да гради куќа, не си направил сметката, не успел да ја доврши и сите му се смееле. Јас дома децата тоа ги учам, децата што ни доаѓаат, има едно девојче, или познаете, може да предпоставите, сака се оно да работи и се што ќе почнеме, она сака да го почне и не довршува ништо. 10 работи ќе започне и ги остава така само започнати. Јас се и викам, не е важно колку работи ќе започне, една почне, ама доврши ја. Зашто ако не ја довршиш, напразно е тоа што си го правил. И колку една работа ни е така потешка, колку е повеќе труд сме вложиле, кога ќе се заврши, чувствуваме поголемо задоволство. И се насладуваме на делото. И знаејќи дека од Бог е се, тој не ги дал и мудрост и силата, на крајот и ние велиме нека е слава на Господ. И тоа задоволство од завршна работа може да го видиме и во Библијата, во Божите дела, неговите. На самиот почеток кога Господ создаваше тоа создание човекот и на крајот со збор создаваше, се и на крајот се вклучи човекот, тој лично така од кал, од глина да го создаде и кога заврши човекот рече и заклучокот е виде и кажа се беше многу добро, многу добро. И продолжува текстот и си отпочина Бог. И во таа фраза си отпочина е вклучено токму тоа, задоволството. Една сатисфакција има. Го погледна своето дело и така си седна, кеф, да си го гледа, да се насладува. Готово, се заврши тоа дело. И Бог не остава недовршени работи. Се што Бог почнал да прави, тој го довршува. Нема во Бог недовршена работа. И тоа го гледаме и на крстот. Истото задоволство од довршеното, завршеното, гледаме во делото на Христос на крстот. Знаеме дека крстот, тоа не го објавува словото, е радоста на Христос. Тој заради идната радост отиде на крстот со радост. Тоа е неговата слава. И во ова Евангелие Јован постојано подсетува и самиот Христос вели часот на славата на Божиот Син. И кога ќе каже се сврши, и тоа е вклучено задоволство од завршената работа. Бог заврши. Ја заврши работата на крстот. Христос ја заврши работата. И како што нито едно Божјо дело не е оставано недовршено, така и со жртвата на крстот. Крај, готово, завршено. Бог ја заврши работата за спасението на грешниот човек. И како што нито едно Божјо дело не треба да се поправа, не може да се поправа, не може да се довршува, така и делото на крстот. Бог до крај совршено ги довршува сите негови дела. Така и жртвата на крстот. Христос рече, завршено е, се сврши, се заврши. И тоа е едно од неколкуте, едно од 7 изјави што Христос ги даде на крстот,
кои се многу логички поврзани една со друга, не присуствуваат сите воедно, се така разфрлени низ 4 евангелија, но не се случайно кажем така, не паѓаат по случајност, туку и редоследот и значењето имаат смисла. Ова се сврши и кажно само од Јован, меѓу другото, и не само уште 2 други. Ајде да се подсетиме кои тие 7 изјави на крстот. Првата е: Отче, прости им, зашто не значи што прават таа на почетокот, уште кога нели почнаа да го распнуват. И кажна во Лука. Втората е она обраќање кон едниот од разбойниците: вистина, вистина те велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Третата е она што кога на Марија се обраќа, вели: жено, ето ти син, а на Јован: ето ти мајка. Четвртата е кога ќе извика: Боже мој, зошто ме остави, што пеевме нели Псалмо 22. Петата е: жеден сум. Шестата: свршено е. И седмата: Отче, во твоите раце го предавам својот дух. Од тие 7 изјави, 3 се кажни само од Лука, 3 се кажни само од Јован и една е кажана од Марко и од Матеј. Таа Боже мој, зошто ме остави, ја кажува само Матеј и Марко. Јован ги кажува: мајко, ете ти син, жеден сум, и се сврши. А Лука пак го кажува оно браќање кон разбойникот: денес каде ме раат, Отче, прости им што не знаат што прават, и во твоите раце го предавам твојот дух. Сите овие изјави имат длабоко значење и секој од нив ја следи логиката или фокусот на Евангелието во кој што се вклучени. Така да и 3 изјави на Јован се многу така тесно поврзани со целата негова идеја кој сака да не представи во Евангелието. А во секој случај, како што кажува, сите имаат длабоко значење. Знаете, кога човек знае дека му доаѓа крајот, има уште малку време, разбира дека многу нешто се суетни во животот, немаат никакво значење и го потребуваат тоа последно време или последни мигови да кажат нешто суштинско. Сепак, секако се работи за мудар човек. Има еден теолог, Херман Бавинг, најголемиот, еден од најголемите теолози од првата половина на 20 век, почетокот на 10 век, холандски теолог, професор, ученик на Абрахам Купер, ја наследува неговата катедра, професор на теолошкиот факултет во Холандија, блескав теолог со длабока теолошка мисла и е транспарентност на неговата доктрина. Неговото капитално дело е реформирана догматика или реформирана теологија. И значајноста на тоа дело, 4-томно издание, значајноста на тоа дело е што успева така на многу вешт начин да ја представи реформираната теологија, тој е реформиран теолог, и след тоа да го представи преку јазикот на современата филозофија и наука, без при тоа да ја наруши конзервативноста на реформираната теологија. Го спомнувам него зашто интересен е за последните мигови од животот, кога веќе лежал на болничка постела, чекајќи да му дојде крајот на животот, вели: целата теологија која што сум ја пишувал, сите мои трудови, сите доктрини кои сум ги разработувал, ништо не ми помагат сега. Само Исус Христос и она што тој го направи на крстот има вредност сега за мене. Овие последни мигови. Само на тоа можам да се фатам и само тоа ми значи. Голема мисла. Човек кој цел живот го постал на теологија, не залудно, во никој случај. На крајот на смртот легло, вели: и сега од сето тоа што го знам и сум го пишал, ми значи само Христос на крстот, таму каде што тој го изработи моето спасение. Христовите изјави така имат длабока суштина и ќе ги видиме изјавите на Јован, тие 3. Сега ќе вклучиме и од другите евангелисти ако се поврзани, но Јован не е важен зашто тој селектира од, тој е сведок, тој е еден сведок што слушнал што Христос кажува. Од сите останати евангелисти, само тој имал можност да слушне што Христос кажува на крстот. И реша само овие 3 да ги вклучи, кои се во контекстот или ја содржи таа идеја. Сите 3 покажуваат контрола, господство. Дури на крстот, таму, измачен, истоштен, во последните мигови, тој контролира се.
се е во неговите раце. Тој исполнува пророштва кои тој ги дал, како Бог, секако, нели, Отецот, но преку Светиот Дух, но тој е во контролата, во исполнување, во целиот тек на настаните. Господари целосно со ситуацијата. Првата изјава, нели, е кога се обраќа на Марија и на Јован. И на почетокот, тој е тој кој што ни дава информација кој е тамо, на крстот. Или покрај крстот. 4 жени има и понатаму ќе биде вклучен во текстот и Јован. Или, како што вели возлюбениот ученик, така Јован се представува. И тие 4 жени стојат наспроти 4 мажи. Војници, римски војници. Тие се таа група, или мала чета, од четворица, кои ја вршат целата служба на екзекуција. Од почетокот, камшикувањето, нив им е дадена таа служба. Ако предаваат, Христос тие го камшикуваат, му го навлекуваат трновиот венец, му стават плаштениците на раскрварениот грб, кои смеваат, го дираат шамари и на крајот извршуваат екзекуцијата и си ја делат меѓу себе облеката. И таму има 4 жени, кои се, така да кажеме, контраст на мажите, на војниците. Тие се таму од сочувство, од емпатија. Плачат околу крстот. Другите евангелисти успомнуваат тој момент дека тие плачат таму, тагуваат. Тие немат надежда дека таму на крстот ќе добијат нешто. Понатаму ќе разберат за спасителната жртва на крстот. Но таму тие се во единствено привлечени од сочувството кон Христос. Да го утешат во тие последни моменти. Учениците ќе се разбегат, но таму се жените. Да покажат кон него емпатија, зашто се ги боли сето тоа што се случи. Гледат како Христос, кој само добро правил, и кон нив и кон сите, страда, е засрамен. Ги поминува сите тие ужаси. И таму се само од единствена причина да бидат покрај него. Некако да го утешат. И секако во таа ситуација Марија е првата, таа е прва спомната мајката на Исус, и таа е жената која што најтака е погодена од целата ситуација. Секако таа е мајката на Исус, нарочно тука вели мајката на Исус, да го потенцира тој факт дека Марија таа која што го држеше прво во рацете, го хранеше, го доеше, го бакнуваше на лицето, го водеше во првите чекори, Марија. Марија си ги имаше тие мајчински чувства. Да, таа не е мајка на божеството, но таа е мајката која што беше употребена од Бог во неа да се воплоти Синот Божи. И од самото раѓање како богочовек да живее, нели, во низината преградка. И самиот пророк, нели, Симеон, и прорече дека низиното срце ќе биде прободено со нож. Секако се чувствува тажно и Марија Магдалена и таа другата Марија која што е сопруга на, како беше, на некој си Клеопа. Што така, Клеопова ли беше? Да, Клеопова или жената на Клеопа. Марија и уште нека и сестрата на Марија. 3 Марии има таму. И тие се натажни, меѓутоа, така да кажеме, неголемата болка чувства Марија, мајката на Исус. Не е било се едно, така да кажеме, да гледа како го мачат, како го исмеваат и срамот кој ќе го искуси на крстот, гол ќе биде се облечен таму. Христос, тоа е веќе кулминацијата на срамот. Ке му се подигруваат, ке го исмеваат, ке го провоцираат. Сето тоа погодува незината душа. И не само што, нели, таа го чувства, сето тоа и Христос знае што Марија чувства, зашто е Бог, а и беше пророкувано тоа прво што доаѓа од Бог. И тука Христос го гледаме како повторно ја контролира ситуацијата. Тој е на крстот, истуштен, измачен, под сонцето, го изгубил крв, жеден е, ќе видиме понатамо, во мака, во болка од раните. И мисли на Марија. И покажува кон неа грижа. Не. И ја контролира целата ситуација. Таму од крстот гледаме како ги контролира животите, ги менаџира животите на луѓето. И вели на Марија,
Марија сега ти ке имаш сина, на Јован вели сега ова ќе ти биде мајка. Од крстот диктира живот. Ја контролира ситуацијата. Тоа е идејата. Тој е господар. Иако е на крстот, пак е господар. И овде кога тој го се покажува неколку светла, едното светло како исполнител на законот. До крај. Совршено го исполни законот. Во законот петата заповед е грижата за родителите, почитувај ги мајка си и татка си. Христос го прави овдека. Јосиф го нема, сопругот на Марија, очигледно веќе е починат, и според обичаите, законот, најстариот син е тој кој што треба да земе грижата на родителите, на мајката или таткото. И тоа го прави Христос како најстариот син. Тој е тој. Тој е првиот син во фамилијата. И покажува наоѓа решение за незината мајка и дава некој кој што ќе се грижи за неа. Но не е тоа само легализам да го исполни законот. Јас верувам дека има тука вистинска емпатија, грижа за Марија. Загриженост за неа. Се покажува како спасител. Не само спасителот од гревот за вечен живот, туку тој се покажува како спасител, оној кој се грижи за Марија тука на земјата, да не остане сама, да има кој да ја гледа. И така ја предава на Јован. И тука пак се употреба по втор пат, два пати се обраќа во ова Евангелие Христос кон Марија, вториот пат исто како и првиот со жено. Жено, првиот пат во Кана Галилејска, втората глава, жено, што имаш со мене, сега се пак како жена. И тоа не е непочитување. Тука очигледна е идејата на Христос да покаже дека тие поранешни односи, сигурно Христос не рекол мамо кога бил бебе и мал и гледала Марија како на син, меѓутоа во еден момент доаѓа оној пресврт кога веќе Марија ќе треба на Христос да гледа поинаку на свој Господ и Спасител. А Христос пак ќе се обраќа како на некој кој треба спасение. Тоа е тој променет однос меѓу него и Марија. Зашто Марија така ни ја представува Евангелијата како некој на кој што и треба спасител, и она така се открива во една прва молитва или химна која е запишена во Лука првата глава, но се обраќа на Бог како спасител, вели Бог е мојот спасител. Латинската црква нарекува возвеличување или магнификат таа молитва. Самата Марија осознава дека и треба спасител. Бог е нејзиното спасение. Но треба да дојде моментот кој ќе разбере дека тоа спасение всушност доаѓа од оној кој го гледал. Христос е нејзиниот Господ и Спасител. И таа идеја е вклучена и овдека. Христос е нејзиниот Спасител со тоа што обезбедува некој што ќе се грижи на земјата, а тој пак е оној кој што е спасол за целата вечност. И тоа открива она мариологија погрешна која има и во римокатоличката и во православната црква, која што мак до еден екстрем отидено во тие доктрини таму, во тоа предавање. Сега го спомнам зашто е земен тој момент кога Јован е предаден како син на Марија во случајот, или Марија станува негова мајка. Тоа е тоа предавање на улогите. И според доктрината потоа за Марија, во таа личност на Јован, Марија ги прима сите верници како своји деца. Не прима сите нас. И таа станува во Јован нашата мајка. И од тука понатаму и молитвите кон Марија, има една позната, има таа две варијанти, источно-западна. Во западната варијанта како Салве Регина или Здраво царице пишува: здраво света царице, мајко на милост е наш живот, наша сладост и наша надеж. Кон тебе викаме бедни прогоните чеда на Ева. Кон тебе ги воздигаме нашите воздишки, тажејки и плачејки во ова долина на солзите, затоа наша најмила застапнички, така натаму. Иста идеја има и во таа молитва кон Пресвета Богородица, како што речено православна црква: царице, моја преблага, надеж, моја Богородица, ти погледни кон нас, тие сирачините, така натаму, види мојата мака, види мојата неволја, бидејќи немам друга помош, освен тебе, нема друга заштитница, ниту брза утешителка, и така натаму. И сочувај ме. Тоа е таа молитва. Јас сметам дека ако, сега не знам колку може то таму да погледнат овдека, тие што се веќе таму,
но доколку би знала, доколку гледа, тоа би била Наташа. Најнатажна би била Марија, зашто Евангелието откриваат, или целиот Нов Завет, сосема друга представа за неја, како некоја која има потреба од спасител и во еден момент го разбира и го прифаќа Христос како свој спасител. Така да овдека ги гледаме таа грижа. Дури на крстот Христос покажува грижа кон Марија. Имаме маки, Марија има мака. Натажена е, но сите тие маки на крајот на криштата се за добро. Во тие маки, во Марија се градеше нешто. Во тие маки Марија требаше да разбере на кого треба да се надева. Сите тие наши жалости, сите тие наши маки на крајот на криштата не преобразуваат според Христовиот лик. Тоест, на крајот на краиштата, тие во еден момент ќе се претворат во радост. Како што маката на Марија и на останатите жени. Тие плача на крстот, беа во голема мака, и потоа кога разбраа зошто е крстот, таа мака се претвори во радост. Христос таму страдаше за нас. И тука гледаме нова динамика во односите меѓу Божите луѓе. Христос ја предаде Марија на Јован. Имаше и други браќа Христос. Тука беа Јаков, тука беа Јуда, меѓутоа не ги предаде на нив. Туку ја предаде Марија на Јован. Интересно, зошто на Јован? Јаков и Јуда, да, понатаму тие ќе станат водачи во црквата, меѓутоа во овој момент тие не беа во црквата. Тие гледаа на Христос како на некој на кого му треба помош. Има еден момент кога Христос проповедаше, фарисеите го обвинаа дека е демонизиран, дека демони има, тоа дека е луд, и дојдоа Марија и браќата да си го приберат, пишува текстот, тоа да го земат дома и да го носат на психијатар. Не знам во тоа време што правеле. Може би бајачи имали, не знам. Глупости, сакам да кажам. Ако имало бајачи, лошо правеле. Но идејата да му помогнат, да го излекуват од тоа лудило. И тогаш му кажа на Христос, еве мајката и браќата се ток овдека, и тој им рече, кој се мојата мајка, кој е мојата мајка и кои се моите браќа? Зар не се тие кои што ја вршат Божјата волја? Ја знаат и извршуваат Божјата волја. И тука гледа како Христос ги променува тие динамики во односите. Не ми се они мајка и браќа, туку оние кои што вршат мојата волја. И тука беше Јован покрај крстот. И ја предаде Марија на Јован, кој што беше во верата, беше следбеник на крстот. Христос рече, кога на Никодем му рече, кога ќе ме издигнат еден ден, кога ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Ќе ги привлечам кај мене, во моето семејство. Ќе станат дел од тоа Божјо семејство. И таму ќе градат нов дом. Ќе градат духовен дом, во кој што односите меѓу луѓето не се на биолошка, туку на духовна основа. И таму во тој нов дом единствената основа е љубовта на Христос. Нема друг мотив. И нема друг ресурс кој не поттикнува кон тој однос, освен љубовта. Тој е мокен да го прави тоа. Да си ги носиме товарите еден на друг. Како што Христос тоа го демонстрираше на крстот. Товарите на Марија ги предаде на Јован, давајќи пример за тоа како треба духовното семејство да изгледа, така што и самиот тој на крстот и покрај маките мислеше на Марија. И тоа е првата така негова израка запишена во Јован, кој што покажува повторно контрола. Тој одгоре ги контролира работите. Кажува кој со кога ќе биде. Ја дава Марија на Јован да биде под негова грижа. И според традицијата на вистина Јован зима кај себе и до крајот на животот на Марија тој се грижи за неја како за своја мајка. Втората изјава е жеден сум. Христос е истоштен. Пишува дека во другите евангелија е сончев ден, околу пладне ќе се затемни сонцето, истоштен од губењето на крв, измачен од маките, од болката на крстот и изјавува жеден сум. Тоа е оној физички аспект и тоа е една потврда, една од темите во Јовановото евангелие и неговото прво послание и второ, во кое се покажа борбата против
една ерес до кетистите, за кој ќе говориме следниот пат, и тоа е една од идеите на изјавите на крстот и сцените што Јован ги вклучува, да се покаже дека Христос е човек, навистина човек, зашто е важно за учењето за спасение. Но тоа ќе го ставиме понатаму. Има еден друг момент кој што Христос овдека сака да го истакне покрај човечноста, неговата човечка природа, а тоа е исполнување на пророштвото. Пишува Јован, додава нарочно, знаејќи дека се е свршено, знаејќи кој момент доаѓа, имајќи контролата на нештата, знаеш што ќе следи понатамо, што ги контролира работите. И за да се исполни писмото. Пророштво е тоа. Рече, жеден сум. Ке видим, имаше еден друг момент кога му понудија вино и смирна и тој не ги прими. А сега на крстот тој вели, дајте ми, зашто сум жеден, сакам да пијам. Ето контрола. Во еден момент кога он има понудија отврли, ќе видим поради каква причина, а овдека пак бара. Повторно гледаме со причина. Да се исполни пророштвото. Писмото да се исполни. И гледаме дека Христос овдека е водан, како и на почетокот во пустината. Знаете, неговата служба почнува со глад, а завршува со жед. И во едниот и во другиот случај, она што го крепи е Словото. И во првиот случај цитираше и овдека гледаме, исполнува цитати или пророштва од Словото. Тоа жеден сум, и тоа жеден сум во кој момент е кажано, и како ќе биде задоволен неговата жед, повторно е пророкувано уште во Стариот Завет. Така да гледаме една контрола целосни. Тоа е идејата на Јован, да го представи Христос и како човек, но човек кој што во себе има божествената природа. Тоа е Бог и човек кој што страда на крстот, целосна власт над сите настани. И во соодветните моменти, тој така контролира ситуацијата, што во соодветните моменти тој ги вклучува тие пророштва. Тие изјави ги дава. Ова жеден сум, ако така следиме синопсисот на настаните, на изјавите, 7 изјави, ова следи после изјавата што ќе ја запишат Матеј и Марко. Боже мој, зошто ме остави? И е првиот стих на 22 псалм што го читавме овдека. Не. И ова го кажува. Боже мој, зошто ме остави? И кога ќе го каже тоа, веднаш другото што следи е жеден сум. И двете нешта се вклучени во еден псалм. Во тој 22 псалм. Тоа Боже мој, зошто ме остави, според пак тоа е хронологија на настаните, е во оној момент кажан од Христос, кога тоа го вклучуват евангелистите Матеј и Марко, ќе се затемни земјата, ќе се замрачи. Тоа моментот Христос кажа, Боже мој, зошто ме остави, кога Божето лице ќе се сврте од него, од земјата, бидејќи на него ќе се натоварат нашите греови, бидејќи тој ќе го земе пеколот на себе и ќе се затемни земјата. И тоа моментот кога Бог, Христос ќе го почувства тоа. Тоа, да кажем, вртење на Божето лице од него, како оној кој што е грешен во нашите греови. Не е грешен, но ги зеде на себе. Тој го зеде пеколот и се потемни целата земја. И тоа моментот кога тој искуси, да кажеме, таа мака на пеколот. Тој суд Божи на себе. И тој момент е испишан пак во Псалм 20, во 15 стих, не знам дали ни тука го пеевме, мислам не стигаме до тоа, вели, силата моја се исуши како цреп, јазикот ми се залепи за непцата. Откако ќе почне псалмот со тоа, Боже мој, зошто ме остави, во 15 стих кажува каква е маката. И тоа е тој момент кога Божиот гнев се излива на него, Божиот суд. И тоа чувството што Христос го чувства, ќе го почувства, не силата моја или снагата моја, а снага е телото мое, ќе се исуши како цреп, сега што значи цреп. Не е добар преводот, како препечен сад, глинен сад. Глината се става во печка на висока температура, кога извадате жешка и сува. Или ние би кажеле како барут денес современо. Моето тело е како барут исушено, пресушено.
не само што е дехидрирано, туку ја чувства тој ужас на Христовите страдања. И во тој момент кога тој ќе каже, жеден сум, пак за да се исполни и пророштво. Но има еден друг момент тука, ќе го видиме малку понатаму, што сега бара, нели, кој ќе каже, жеден сум. И тука е, нели, она, тие наквасија сунгер во оцетот и ги закача на трска и му приносеа до устата негова. А пак во Псалм 69:27 пишува, за жетта моја ми даде оцет да пијам. Нели, месијански момент. Гледам како Христос со точните моменти ги исполнува тие пророштва на крстот. Кога ќе искуси таа мака од пеколот, ќе го извиди тоа жеден сум и тогаш ќе биде наквасена неговата уста. И се порано, нели тоа е запишено во Матеј и Марко, ќе му понудат војниците да пие вино и смирна помешано. Меѓутоа Христос ќе одбие. И за тоа е момент кој го применуваат овие војниците на сите осуденици, им дават смирна со вино, кој делува како опиум, не знам како да кажем, како средство кој го поматува умот, ги утапува чувствата, за да можат полесно да ги поднесат страдањата на крстот. И им го помрачува умот, така да кажеме. Меѓутоа Христос го одбива тоа. Не пие, зашто тој сака, и тоа пак идејата, да ги контролира до крај, свесно работи. Тој свесно треба да го истрпи страдањето за Божиот народ, пеколот, да го плати, да го почувствува и така свесно сето тоа да го плати. Меѓутоа овдека сега пак бара да му биде дадено од тој оцет и тоа стоело таму, го давале војниците, тоа било дел од, така да кажеме, постапката. Пишува овдека оцет беше така, оцет, меѓутоа сега оцет од тоа време се прави од вино и денес. Тоа кисело вино. Кога ќе скисне виното, се користи како оцет. Меѓутоа и тогаш па и денес билат во Блискиот Исток, користат таков вински оцет помешан со вода како освежување. Освежува, велат да го освежувало. Денес, например, ние тука ќе ставиме лимон и не знам што друго и во жешкото, препорачуваат, нели, кога е жега, да се пие тоа и освежува. Во древноста, па и денес, арапските народи во Блискиот Исток користат вински оцет помешано со вода и така се освежуваат. И тоа Христос го бара за да се освежи во овој момент. Се гледа таа негова човечка потреба во човечката природа. Го бара. И се вика поска тоа киселовино, мислам дека и денес така го нарекуваат, киселовино за освежуваат уста, тоа го премачкуваат. Не може да се напие, ама моја, така да кажеме, наквасуваат устата. Не знам колку може човек по таа состојба да пие. И тука повторно Исопот има пак символика. На првата Пасха, кога Бог им рече со крвта на пасхалното јагне да ги премачкат рамката на вратите, ти пак се имаат стап од Исоп и со Исоп, со таков стап ги премачкуваа вратите. И Христовото лице беше така измачкано, брадата, устата, да се покаже кон вистинската врата. Тоа е конечната Пасха, тоа е вратата, која нас ни дава спасение. И се пак моментот е овдека важен, пред последната негова изјава се сврши. Кажа, жеден сум, да му дадат нешто. И сега другите евангелисти не го кажат тоа се сврши, некои велат и силен вик се чу. Извика. Не рече како Борјан, нели, се сврши, току силно извика. И што извика? Јован ни кажеше, се сврши. Тоа сите да може да чуат. За тој силен вик му требаше тоа освежување. Пак контрола на работите. Се сврши. И тоа се неговите последни зборови во Евангелието според ова Јован. Во Лука вели дека кажува и Господи, Отче, во Твоите раце го предавам мојот дух. А овдека пушува само и го предаде духот. Сврши и го предаде духот.
Се дека пак има еден момент што е интересен, пак Лука го додава, тоа за главата, која ќе наведне главата. Тоа го кажат, нели, доктори прават така, дека, нели, зошто на таков начин и теолозите не се вмешуваат овде, дека на таков начин го пишува тој Јован, повторно за таа контрола. Човек прво ја предава душата и му паѓа главата. Тоа велат дека е така. И тоа се случува ако, например, тој седи му дигнената главата, во моментот прво ќе, нели, испушти душата и ќе му падне главата. Овдека вели дека прво ја наведна главата и потоа ја прејаде душата. Тој самиот си ја даде душата. Реши, не му падна главата, бидејќи веќе немаше душа во тоа тело. Немаше дух. Туку прво ја наведна главата и потоа. За да покажа пак дека до крај, до моментот на смртта тој се контролира, дури и смртта ја контролира, што е над него. И, нели, во другите евангелија, ко Лука, нели, вели, и зборовите се кажани, во твоите раце го предавам мојот дух. Така да гледам како тој целосно действа како наш првосвештеник, како се пренесува не само првосвештеник кој жртва пренесува, туку тој е првосвештеник кој самиот се пренесува во жртва. И овдека ми прави впечатко на Августин што го пише во коментарот на овој стих во неговите дела, тој вели: кој друг, покажете ми човек, кој може така да заспие кога самиот ќе посака, како што Исус пак умре кога тој посака. И за тоа се најинтересни игри на зборови употребени. Кој од вас може да каже сега ќе заспиам? Ова е проблем што си го имам јас, посебно синоќа, вчера имав стресен ден многу. Часовникот ме предупредуваше често дека висок ми е стресот. Ми викнаа пак комшиите полиција, на кој што еден куп лаки снесува пак пред мене, пред полицаите, но овие не дојдоа да ме прашат за тие обвинувања, си отидоа. Ама ми остави еден стрес силен. И синоќа не спиев цела вечер, 20 пати станав. И се размислав за овие зборови на Августин. Колку ќе беше да имаме таква власт. Да кажам сега, заспивам. И заспиваш, крај. И само часовникот треба да те разбуди, кога ќе решиш да станеш. Нема таква контрола над себе си. Не можеме. А би било многу добро. За разлика од нас, Христос дори и моментот на смртта можеше да се го диктира. Кога ќе ја предаде душата на Отецот. И продолжува. Кој може така да се замени кога ќе посака, како што тој го напушти овој живот по своја воля? И сега заклучокот е, колку голема мора да биде моќта или е моќта што ни треба да очекуваме од него, или пак да се стравува, да стравуваме од него како судија, ако тој таква моќ покажа дури и кога умираше, контролирајќи својата смрт. И тука го добивам одговорот на прашањето како можно сега во неколку мига, или не знаеме колку време траело, Христос да ја искуси или да го земе на себе и да пострада со пеколот, со нашиот пекол, кој е вечен и е на целиот Божи народ. А тоа Христос успева да го направи, да го земе на себе, сето тоа страдање, што ние го служуваме вечно на себе. Па тоа е одговорот, неговата големина. И не е прашањето должината, туку прашањето е величината. Не должината на страдањето, туку величината на личноста која ги трпи тие страдања. Христос е толку славен, што неговите кратки страдања имаат вредност поголема, далеко поголема од нашите вечни страдања. Бидејќи големината на жртвата е во прашање. Големината на Христос, тој како богочовек ги истрпи тие страдања. Така и во овој свет. Има закон за заштита на животни, не? И има одговорност според тој закон. Меѓутоа, никому нема забрането да убива муви, дури продаваат тепалки. И ако видиш некој дека убива мува, ниту ќе одговори, ниту пак некој си помисли нешто за него, убива мува. Зашто вредноста на мувата е никаква. Никаква. Меѓутоа, ако некој убие куче
Имаше еден мој колега, таму старата работа, кој ќе фатеше мува и ќе почне едното крило да го кине другото крило, едната нога и така. И оставаше на масата уште жива. Не му прави на никој впечаток. Може направи впечаток, ама нема да одговора за тоа. Него фаќа закон. Меѓутоа земи куќе едната нога да му сечеш другата, по многу строги закони ќе бидеш суден. А пак ако тоа го правиш на човек, уште повисоки казни, зашто вредноста на личноста е поголема. И со тоа и самата казна, што треба да се истрпи, нели, е голема. Така е, па представете си Бог да го ставиш на крст да умира, да биде мачен. Е тоа веќе ти неговите маки имаат бескрајна вредност. Многу поголем, многу по-бескрајна од маките на сите нас во пеколот, зашто таму Богочовекот Христос страдаше. И не е прашање. Затоа, нели, тие се поставаат безсмислени од подигрувачите. Како може сега целата вечност на пеколот тоа да земе во, не знам, може би мигови, може би часови. Да, зашто тоа е Бог. И неговите страдани имаат бескрајна вредност. Како што Августин вели. Дури тој момент кога тој контролира, диктира својата смрт, ни кажува колку голем треба да ни биде стравото од него. И колку е тој голем. Колку е голема неговата вредност. И така, рече, свршено е на крстот. И во тој момент завршуваат, значи, се расцепи завесата во храм, завршуваат смислата, значењата и на храмот, и на жртвениците, и на се, зашто заврши. Ете, жртвата која требаше да се принесе за сите нас, да секогаш беше принесена. И кога вели, заврши, тури тука е еден збор во оригиналниот текст, тетелестай, значи, еден збор, значи крај, готово, точка, не се додава ништо повеќе. Тоа е значењето на тој збор. Крај. Не се чепка таму веќе. Зашто целосно завршено крај. На филмовите пишува крај кој завршува. Колку и да седиш, толку крај филмот завршил. Нема повеќе што. Завршен тој филм. Нема повеќе да седиш и да чекаш. Завршено делото, не се повторува, крај. Не се доработува, не се доградува, не се разубавува, не се усовршува. Божјата работа секогаш е комплетна, целосно завршена. Бог не остава недовршени работи. Секој Божјо дело е совршено во смисла на комплетно. Ние со нашите, како што создаде Вселената. Можеме ли нов закон сега? Разбираме дека во Вселената фали нешто и ние сега ќе измислиме и ќе го импутираме во Вселената тој закон. Ми не можеме. Уште една галаксија сега, уште во Сончевиот систем, уште на планета, за да биде по-хармоничен, можеби. Да трае летото подолго или да има некои други поволности. Не, завршено тоа дело во создавањето на човекот. И секој наше мешање во тие нешто само упропастува. Ние, како луѓе, иако ни е дадено од Господ старателството, така да кажеме, на созданието, својата работа само го расипуваме повеќе. И кога се мешаме дури во поредокот што Бог ни го дал, тоа збориме, тоа е една тема популарна денеска, за улогата на мажот, на жената, главата на фамилијата, во црквата односите, се обидуваме да ги промениме. И гледаме какви се последиците во светот, во општеството. Од тие промени на односите што Бог ги создал, ние сега сакаме да ги направиме да бидат подобри. Дури во биологијата се мешаме. Во анатомијата на телото и велиме, маж се родил, ама жена сака да биде. Сето тоа ни покажува колку мешувањето на човекот во Божите дела, кои се совршени, носи последици. И така и Божјото дело на крстот. Завршено е, крај. Чепкаме ли таму, крај веќе тоа дело за нас не значи ништо. Го уништуваме. Зашто е совршено дело. Се прима само со вера. Тоа е. Тоа е учењето на Новиот Завет. Тоа е апостолското учење. Само веруваш во тоа дело и тоа дело те спасува. Има на случај од Артур Пинк во неговата книга Седумте зборови на Христос на крстот, во кој говори за некој двајца луѓе кои живееле во некој место, земјоделец и столар.
Земјоделецот цело време го убедувал столарот дека готово крај, не можеш ти со своите дела да го доизработуваш спасението, додека столарот бил легалист и верувал дека треба и ние да со дела да го заслужиме спасението. И еднаш земјоделецот му требало врата на оградата и го замолил столарот да му направи врата. И столарот е направил, ставил и тогаш земјоделецот взел една секира, застанал пред вратата и го погнал столарот, што правиш бе? И рекол, па нешто не ми се допаѓа. И за бам удрил една секира. И скршил една даска. Потоа взел уште една, на крајот остане само парчње. И столарот рекол, што направи, беше супер оградата. И земјоделецот рекол, па и ти тоа го правиш со Христовото дело. Исто. Удреш една секира овдека, една секира таму. Една секира кој удриш крај веќе. Едно човечко дело крај веќе. Христос не ти значи ништо. Додадеш ли нешто на тоа учење, веќе тоа не е Христовото совршено дело. И според Артур Пинк, кога ова се случило, тој човек столар поверувал во Христос и го примил по благодат. И тоа е вистината. Вистината дека Христовото дело е совршено, завршено. И ние го приемаме по благодат. И тоа носи смирение. Зашто сме слаби, немокни, ние не можеме ништо да додадеме на нашето спасение. Не можеме никаков начин да го заработиме. И знаејќи дека Христос во тие страдали на Христос се изработи за нас. Дека преку тоа дело сме ослободени од пеколот, од судот и имаме вечен живот во Божјото царство, носи смирение. А тоа смирение пак носи послушност. Сите ние сме без исклучок, како што Бог му рече на Захарија, главни, како беше, главни, извлечени од оган. Сите ние сме главни, извлечени од оган во Христос. И нема простор за гордост, туку само послушност. Да бидеме послушни, да извршуваме неговата воля. Не знам се одолжиме. Ние сме безкрајно задолжени. И никош нема да се одолжиме. Но таа жртва, сака или не задолжува во благодарност да му служиме нему. И ќе завршам со Ворфилд, Бенджамин Ворфилд, кој го знаеме како добар теолог, професор. Меѓутоа, тој почнал како математичар и физичар. И пред него имало блескава кариера како научник. Студирал во Хајделберг, познатиот универзитет. И во еден момент решил да ги напише студиите по природни науки и отишел во Принстон да студира теологија. И уште на почетокот дошол негов пријател, со кого биле заедно како ученици и студенти, седнале покрај отворениот прозорец во входникот во Принстон, кај што живееле студентите, и почна да си разговараат, да се подсетуваат на патување, во кој град биле, како се поминали. И во еден момент тој пријател го прашал, зошто ги напуши студиите, зошто дојде овде, зошто реши да се посветиш на ова? И тогаш Ворфилд му рекол, бидејќи мислам дека во службата можам најмногу да му се одолжам на Господа за се што тој направи за мене. Тоа е, се чувствам задолжен. Да, тој не задолжува, не можеме да се одолжиме никогаш. Но поттикнате да му се посвети на служба. Копнеш сега да живее за Христос. И тоа го носи, кон тоа не носи благодат. Секако не треба, тоа не значи дека треба да напуштаме работа. И сите треба да станеме теолози и свештеници и не знам што. Не. Идејата е дека треба таму каде што сме поставени да му служиме на Господ. И мајки е во предвид маката, страдањето, жртвата што Христос ја принесе за нас. Колку таа нас не задолжува. И таму каде што сме, да бидеме неговите служители. Зашто Бог има потреба од своји служители и меѓу учителите, и меѓу бизнисмените, и меѓу инженерите, меѓу лекарите. Насекаде. Таму каде што Бог не поставува, да бидеме неговите служители. Да ја вршиме неговата воля.
да го покажуваме неговиот карактер, неговиот лик и неговото дело. Да бидеме светлина, да светиме. И знаете што? И тоа повторно е нешто за кое сме ограничени со времето. Тука сме известно време и многу брзо поминува времето. Многу. Додека да видите, ќе станете 60 години, како мене вие младите. А пак јас, додека да видам, ќе станам како брат Лјупчо, додека се сврта. Брзо поминува времето. И знаете што? Еден ден, тоа те телестаи ќе треба да важи сите нас. Готово. Ќе има кој се каже готово, завршува филмот на земјата. Крај. И тогаш ќе биде многу важно дали по тоа наше дело ќе може да се напише Соли Део Глорија. На Господ да биде славата за тој живот, што го изживееш благодат. Како ќе го изживееме? И ако запишеме такво нешто, со право ли ќе биде да се запише? Дали навистина нашиот живот ќе биде за слава на Господ? Тој го изживе овдека, тој живот, за да можеме ние да го живееме. Христос изживеа живот и заврши на крстот и потоа ќе видим беше погребан и воскресни и беше вознесен, за ние да го живееме тој живот за негова слава. Ако не го познаваш, дојде кај него. Тој ќе те прими. Ако со покаяние, дојдеш кај него. Побари да ти даде вера. Ако сме веќе кај него, нашиот живот треба да биде единствено за негова слава. Се да правиме за слава на Господ. И на крајот, кога ќе дојде моментот да кажеме готово е, навистина подписот на нашиот живот да биде се беше за слава на Господ. И нека ни помага за тоа и за тоа ќе се молиме. Ајде, се молиме. Татко Небесен, навистина е славно сето тоа што го збориме. Навистина прекрасни советувањата што ти ни ги даваш, дека ти не откупи, ти се изработи за нас, ти не ослободи од секаков грев. Се, Господи, ти го внесе таму во гробот и се, Господи, ти плати. И си ветил дека нема да не загубиш. Не држиш цврсто и ќе не држиш до крај. Ти, Татко Небесен, ќе не воведеш во едната слава. Ќе не воскреснеш во последниот ден и затоа ти благодариме за сето тоа. И се молиме, Господи, како што ти не придоби како народ за себе, нашиот живот навистина да биде како народ кој живее за тебе. Да бидеме навистина луѓето кои што ја одразуваат твојата благодат, кои што го живеат твојот живот. Да бидеме, Господи, оние кои што ти пренесуваат изобилство од слава. Помагај ни по благодат сето тоа, води не во овој живот. Се молиме, Татко Небесен, сето тоа во името на Христос, нашиот Господ и Спасител.